Здраво, здраво. Полека се движиме напред, се надевам и вие преку нашите лекции веќе полека го совладувате германскиот јазик. Во минатата лекција имавте можност да научите повеќе глаголи или да ги повторите оние кои што веќе ги знаете. Во оваа лекција ќе научиме зборови поврзани со куќа или стан. Куќа е das Haus. Стан, die Wohnung. Дом, das Heim. Понатаму имаме das Zimmer, соба. Од соби имаме die Küche, кујна, das Wohnzimmer, дневна соба, das Schlafzimmer, спална соба, das Esszimmer, трпезарија, доаѓа од зборот есен, што значи јаде, das Badezimmer, купатило. И како што забележувате, сите соби во куќата се со членот das. Го добиваат членот das од вториот збор, значи во првиот случај имавме Wohnzimmer, цима е на крај, значи das Zimmer, Wohnzimmer, das Wohnzimmer. Schlafzimmer, das Schlafzimmer. Понатаму Esszimmer, и забележувате сите овие соби, овие зборови го имаат членот das, бидејќи вториот збор во сите нив е Zimmer, кој што го има членот das. Сите зборови кои што се комбинација од повеќе зборови го добиваат членот од последниот збор во таа низа на зборови. Продолжуваме понатаму со зборови кои што се поврзани со собите. Die Spüle, миелник. Der Kühlschrank, Frigider. Der Elektroherd, Sporet. Der Tisch, Masa. Der Stuhl, Stolče. Неколку збора поврзани со кујна и со јадење, лажица, вилушка, нож и така натаму. Der Löffel, лажица. Die Gabel, вилушка. Das Messer, нож. Der Topf, тенџере. Die Pfanne, тавче, а садовите со еден заеднички збор се викаат das Geschirr. Продолжуваме понатаму. Die Tasse, филџан. Das Glas, чаша. Der Teller, чинија. Уште неколку збора. Der Fernseher, телевизор. Das Bett, кревет. Das Waschbecken, лавабо. Die Dusche, туш. Die Seife, сапун. Die Zahnbürste, четка за заби. И die Zahnpasta, паста за заби. Die Tür, врата. Das Fenster, прозор. Der Flur, ходник. Die Treppe, скали. Die Wand, зид. Der Keller, подрум. И не дека нема уште многу и многу зборови кои што се поврзани со куќа или со стан или со вашиот дом, меѓутоа за почетокот за ова А1 ниво, мислам дека овие зборови се повеќе од доволни. Се надевам ќе ви биде корисна и оваа лекција и останете понатаму на каналот на Level Center. Доколку сакате постојано да ги следите нашите лекции, зачленете се на нашиот канал Level Center. А доколку сте заинтересирани за онлайн изучување на германскиот јазик, можете да не побарате на нашите линкови кои што се дадени во описот на ова видео. Чус! Вршиме онлайн обука за деца и возрастни. Level Едукативен центар.